Денес ќе направиме неколку вежби да ги ослободиме нозете, колковите, долниот дел од телото, користејќи принципи на Ин йога да се успориме, да се олабавиме, да си дадеме простор и време, да ослободиме и isprocesираме што и да е наталожено во телото. Ќе почнеме со споени стапала пред себе и колена на страна. Може да бидат петите блиску до нас или да ги ставиме подалеку. Ќе си најдеме позиција која што ни одговара денес за нашето тело. И почни нежно да ги масираш можеби стапалата. Притисни си ги прстите. Петите. Зглобовите на нозете. И диши длабоко низ цело ова движење и масирање, здивото станува длабок и долг во текот на сите вежби. За евентуално да направиме пауза со рацете да останат врз стапала. И на секој издишување полека и нежно се навалуваме нанапред со главата. Не идеме веднаш до крај. Си наоѓаме еден преклоп. Со расширени колена, стапалата остануваат споени. Може да ги отвориме како книга. За евентуално да го спуштиме погледот и главата надолу. Целосно да го опуштиме и свиткаме орбетот. Дишењето останува долго, длабоко. За со секој издив да пратиме енергија надолу кон колковите, кон колената. И да најдеме една мирна положба. Дозволи да се препуштиш на тишината во просторијата околу тебе. Забележи било кои звуци што доаѓаат од околината, од видеото. Наблюдувај ги и дозволи им да поминуваат низ тебе со секој издив. И може би на некое наредно издишување ќе забележиш дека можеш уште подлабоко да се свиткаш нанапред, да отидеш малку подлабоко со главата кон земја. И ќе останеме тука во тишина со себе и длабокиот здив. Многу нежно и многу полека, пршлен по пршлен ке се исправиме со орбетот, главата може да остане свиткана надолу, како од седните коски и од колковите, долниот дел на орбетот да почнува ова движење, да преминува во горниот дел, горните пршлени, за на крај да стигнеме со вратот и круната на главата последна се исправа горе.
Стапалата остануваат свиткани. Ќе испружиме десната нога на страна. Левото стапало ќе го доближиме до препон. И со торзото ќе се свртиме со погледот кон тоа десно стапало. Ќе вдишеме длабоко тука горе. И на издишување нежно, полека, се поклонуваме кон тоа десно колено. Рацете може да се на страна од ногата или врз нејзе. Со десната рака може да си ги фатиме прстите. Ако ни е потребно, може и да го свиткаме коленото, да ставиме перница или блокче под него. Издивото станува длабок. На секој издишување забележи дали може би има нов простор, нов максимум кој што можеш да го достигнеш. Главата патува надолу кон тоа десно колено. За кога ќе си го најдеме евентуално тој максимум, да дозволиме целосно да се навали главата надолу. И да се опуштиме во позата. Да најдеме еден мир, една тишина во нејзе. Да останеме со сензациите на клоковите, на задната ложа, на десната нога и да дишеме. И на истиот начин, пршлен по пршлен, полека се исправаме нагоре. Рацете може да се на земја или да лизгаат нагоре со нас. Да постепено да го кренеме погледот. Да го свртиме торзото кон средина. Ќе ставиме дланки позади нас, за кратко да го спуштиме вратот и главата наназад. Може би да свртиме едно кругче со вратот. Да се ресетираме. И ќе се исправиме горе. Ќе ги споиме повторно стапалата пред себе. Само за момент притисни, забележи разлика меѓу десната нога и левата. За да испружиме овој пат левата нога на страна, десното стапало да го доближиме до левиот препон. Со торзото се вртиме кон тоа лево стапало, вдишуваме длабоко. И на издишување полека почнуваме да се спуштаме кон тоа лево колено. Не влегуваме веднаш до крајниот максимум, полека се спуштаме. За на секој издишување да забележиме дали се има отворено малку повеќе простор, да се спуштиме надолу.
Ако стига раката до прстите на ногата, може да ги фатиме, да ги повлечеме кон нас или да останеме лабаво со дланки на подот или до кај што достигаме. И само дишеме длабоко. Забележи дали има нешто што се разбудило во тишината. Ако се појавиле некои мисли и емоции, дозволи им да течат низ тебе непрекинато со секој вдих. Кога умот ќе почне да шета, не се противи. Само искористи го здивот да се вратиш кон себе. Издивот ќе биде тоа што ќе не помести за да излеземе нежно и полека од оваа поза. Со издишување полека ќе почнеме повторно пршлен по пршлен да го исправаме рбетот. Да ги ставиме повторно нежно рацете позади нас, нека падне вратот позади. Може да свртиме едно кругче со главата, да се ресетираме. И полека ќе ги донесеме нозете во средина, стапалата споени, колена на страна. Забележи што се променило сега во двете нозе. Може би сензациите ќе бидат поинтензивни во едната и тоа е нормално. Полека ќе се подготвиме да преминеме во наредната вежба. Ќе се свртиме на должина на простирката и десната нога ќе ја ставиме по 90 степени кај коленото. Долниот дел на ногата е паралелен со врвот на простирката, а горниот дел на ногата е во иста линија со должината на простирката. Истовремено стапалото е во флексија, имаме 90 степени помеѓу стапалото и долниот дел од ногата и 90 степени кај коленото. И истата таа позиција ќе ја заземеме со левата задна нога. Стапалото е по 90 степени, коленото по 90 степени. Може да си земеме блокче или перница, да ставиме под тој десен колк, ако ни е напорно, да ја држиме оваа положба. И може десната нога да е на страна, на под или на десното колено. Ке почнеме со еден длабок здив тука горе, вдиши длабоко и издиши. Ке наполниме гради, вдиши длабоко
На издишување ќе ги ставиме дланките на земја пред десната нога. Вдиши уште еднаш длабоко тука. И ако ти е достапно, ќе отидеме еден чекор понапред со дланките. Ако забележиш дека не можеш во било кој момент да продолжиш подлабоко, остани таму кај што си, диши длабоко. Инаку, на наредното издишување, ќе пробаме со лактите да допреме кон земја. Здивото станува длабок и долг. Ако ни е удобно тука, остануваме, си дишеме. Можеме да отидеме со дланките понапред и да го спуштиме челото кон земја. Не мора да стигне до земја, но може да ја навалиме ногата врз тоа десно колено. Може да си ставиме и перница и блокче под чело доколку имаме близу нас. И диши длабоко тука во овој преклоп. Чувствувај ги сензациите најмногу во десниот колк, но и во левиот, во колената. Направи си модификација во било кој момент доколку ти е потребно. Ако треба да се вратиш еден чекор назад. И диши. И ќе вдишеме повторно длабоко. На издишување, ако сме долу со лакти, само ќе ги кренеме, ќе дојдеме на дланки. За на наредно издишување да отидеме чекор наназад. Полека како што сме влегле, така и слегуваме. Со секој издишување се исправаме полека со орбетот. Ако сме имале блокче или перница под десниот колк, може да ги тргнеме. Ќе се вратиме на средина и може неколку пати лево-десно со колковите да се размрдаме и со колената. И ќе се подготвиме да ја повториме истата вежба на другата страна. Земи си блокче или перница ако ти е потребно. Левата нога доаѓа под 90 степени кај коленото и кај стапалото. Десната нога исто така позади. Можеш да си го ставиш блокчето или перничето под левиот колк. И за почеток ќе вдишеме длабоко тука горе исправено. И издиши. Вдиши длабоко. И на издишување спушти ги дланките пред таа лева нога. Кога ќе го најдеме нашиот максимум, остануваме таму, дишеме. На наредно издишување дланките може да отидат еден чекор понапред доколку ни е достапно. И на наредно издишување да ги спуштиме лактите кон земја. Ќе вдишеме еднаш длабоко тука и
Ќе спуштиме главата надолу. Остани тука со здивот. Диши длабоко. Ако е потребно да направиш било каква модификација на нозете или на рацете, направи си ја во било кој момент. Задржи го здивот длабок и долг. Полека со секое наредно издишување ќе најдеме начин да излеземе безбедно од оваа положба, првин со кревање на погледот и на лактите. За на секое издишување со длангите да се подкренеме. Ќе се вратиме во една исправена положба. Со дланките позади нас, свиткани колена. Ќе ги свиткаме уште неколку пати нозете лево и десно. И седнати на под или на перниче. Ќе повлечеме една нога кон нас, па друга. Дланките нека си паднат природно на нозе. Ако ти е потребно, можеш и да ги прекрстиш зглобовите. И ќе завршиме со 3 длабоки здива заедно. Вдиши длабоко низ нос. Низ уста издиши. Вдиши длабоко низ нос. Низ уста издиши. И уште еднаш ќе вдишеме заедно низ нос и ќе го задржиме на крај здивот. Остани за кратко тука со задржан здив. И издиши целосно низ уста. Нека се регулира здивот нормално, како што ти доаѓа природно. Дај си еден знак на благодарност за времето што го имаш одвоено денес за оваа пракса. Нека е на здравие.